Дури наредната недела илјадници студенти ќе знаат дали ќе добијат платежна картичка. Факултетите изготвиле дополнителни приговори за сите што не добиле картички или имаат некаков проблем со нив. Сите студенти имаат рок да поднесат приговори до факултетите до 16 часот во понеделник, а подоцна истиот ден преку платформата Zoom студентите и представниците на универзитетите ќе ги нотираат и решаваат проблемите. Откако ќе собереме податоци за проблемите, ќе ги известиме надлежните институции. Истовремено организираме заеднички состанок преку платформата Zoom, каде што ќе ги договориме следните чекори за решавање на проблемот. Стои во одговорот на УКИМ до студентите. Откако илјадници студенти не се најдоа на списоците за да добијат картичка од 3000 денари, поднесоа приговори, кои на дел од нив не им беа прифатени и покрај тоа што тврдат дека исполнуваат услови. Институциите си ја префрла одговорноста за настанатиот хаос, факултетите кај Министерството за образование, а Министерството кај владата, односно во Генералниот секретаријат и обратно. Студентите останаа незадоволни зошто владата ги заборавила и ги дискриминира во однос на останатите. Од речиси 50.000 поднесени приговори за проблеми со платежните картички, владата прифати само 9.200 приговори, од кои 5.800 на млади лица од 16 до 29 години, 700 на невработени лица со низок доход и околу 2.700 на вработени со минимална плата. Досега се изработени 300.000 картички од вкупно планираните 324.000. Рокот за нивно искористување истекува на 15 август. И додека средношколците и студентите стравуваат дека приговорите нема да им бидат прифатени навреме за да можат да ги искористат парите до дадениот рок, вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска рече дека во моменталната ситуација на преговори за коалицијска влада не може да се стори ништо за пролонгирање на користењето на картичките.